Почитувани гледачи, добродојдовте во нашата емисија Здравје во 10 минути. За денеска имаме еден интересен соговорник, со нас е Сања. Сања е медицинска сестра по општа нега, а моментално студира општа медицина на Медицинскиот факултет во Скопје. Добре дојде, Сања. Добре ве најдов. Мило ми е што денеска гостуваш во нашата емисија. Може ли за почеток да ни кажеш отприлика за што ќе разговараме во овие емисии? Да, значи во следниве неколку емисии ќе зборуваме прво за дефиницијата на здравјето. Битно ни е да го дефинираме здравјето, ќе дефинираме болеста, исто така имунитетот кај луѓето, која што е една многу важна тема во изминативе неколку години, и исто така превенцијата од болестите. Така, одлично, ово звучи одлично, па да слушнеме што имаш да ни кажеш. Така, значи секогаш кога ќе спомнеме медицина, прво што ни паѓа на ум е болест. Така. Но за да ја дефинираме болеста, прво мораме да го дефинираме здравјето. Јас мислам дека на секој кој што бил во средно медицинско училиште, дека на првиот час по предметот хигиена ја запомниле дефиницијата за здравјето, која што Андрија Штампар ја има кажано во 1926 година. Дефиницијата гласи вака: здравје представува потполно или целосно психичко, физичко и социјална благосостојба или нешто добро, а не само отсуство на болест или изнемоштеност. Тоа всушност представува една хомеостаза или рамнотежа на повеќе фактори. Така. Верувам дека ова можеби е нова дефиниција за нашите гледачи, бидејќи здравјето честопати го поврзуваме само со отсуство на болест, да бидеме искрени. Така. Па поради тоа, може ли да ни кажеш некои примери за тоа како се дефинирало здравјето низ текот на историјата? Така, јас успеав да најдам неколку историски извештаи. Пиндар, 500-та година пред нашата ера, зборува за здравјето или го дефинира здравјето како едно хармонично функционирање на органите. Потоа го имаме Платон, кој што зборува за здравјето како една внатрешна хармонија, а таткото на медицината или Гален го поврзува со факторите од општеството, значи она што не обкружува. Во поново време, исто така го прифаќаме холистичкиот пристап кон здравјето, каде што холистичко всушност представува нешто што е целосно. Ги гледаме сите тие фактори кои што влијат, без, како што ја кажав веќе и дефиницијата, психичко, социјално, душевно и сето она што не обкружува, што е многу битно. Исто така, кога збориме за здравјето, како што рековме, ја дефинираме и болеста. Кога веќе ја знаеме дефиницијата на здравјето, тогаш болеста е нарушување на таа рамнотежа или на таа хомеостаза, на сето на претходно што го спомнавме, која што се манифестира со промени на целуларно ниво, на органско ниво, исто така на однесувањето, на дружењето помеѓу личностите, комуникацијата која што тие има, значи действува на повеќе етапи и фактори на нашиот живот. Така. Дали можеш да ни ги наброиш факторите кои што сега ги спомна, кои што действуваат на нашето здравје? Така, значи кога гледаме што се може да действува на нашето здравје или да действува на болеста, еден од најзначајните фактори кои што секогаш ги спомнуваме е семејната анамнеза, или тоа се наследните фактори кои што ги имаме. Но сето тоа е многу покомплексно од тоа што ние го мислиме. Значи тука имаме некои болести се наследуваат доминантно, некои рецесивно, значи во зависност од гените кои што ги имаме. Пример, дијабетесот е доста популарен во денешно време. Баш така. Тип 2 дијабетесот се може да биде и наследен, значи така да го добиеме. Исто така многу коронарни болести, нарушување на менталното здравје, фенилкетонурија, значи има голем број на болести кои што се добиваат или појавуваат поради тоа што се наследно преносливи. Исто така важен фактор е и околината во која што живееме, па тука станува збор за физички и за биолошки фактори. Пример, недостиг на доволно исправна вода, диспозиција на отпадните материи, воздухот во кој што ние го вдишуваме, земјата, исто така контрола на вектори, сигурност и исправност на храната, тука има голема улога ХАСАП системот, исто така станување и урбанизација, индустриализација, загадување, имаме многу фактори, многу фабрики во многу градови кои што можат да действуваат лошо на здравјето на личностите.
Ако ги спомна сите овие фактори, можеш ли да не кажеш малку подетално за социјалната околина и за стилот на живот, како действуваат на здравјето и како предизвикуваат болести? Така. Значи, социјалната околина зависи всушност од ангажирањето на поединецот или на пациентот, на единката, на човекот во светот во кој што тој живее, зависи од економските стандарди, од културата и образованието. Имаме многу истражувања направено каде што жени кои што имале барем некое формално образование или едукација во државите како што се Кина, Бурма, Шри-Ланка, Виетнам, каде што имале барем некое ниво на образование, дошло до смалување на стапката на неонатална смрт или смрт на доенчиња, бидејќи биле едуцирани како треба да постапуваат така во тие ситуации. Исто така, кога го спомнавме стилот на живот, нас многу добро ни се познати пушењето, алкохолот, наркоманијата, промискуитетното однесување, начинот на исхрана, значи тука имаме многу голем број на болести кои што настануваат, пример хипертензија, гликемија, холестерол, цироза, разни видови на карциноми. Исто така невработеноста има многу голема улога во појавата на болеста. Може би и вие како сами или знаете некој кој што бил невработен и знаете како изгледа личноста која што е невработена. Значи, доаѓа до појава на депресивни епизоди, изолираност, кај некој се појавува и суицидност, па имаме сиромаштво, со сиромаштвото секако оди наркоманијата и повторно алкохолизмот. Така да сето тоа можеме да видиме како сите тие фактори действуваат на сите тие три детерминанти кои што ги спомнавме во дефиницијата на здравјето на физичко ниво, на душевно и на социјално ниво. Така да битно е сите тие фактори да бидат вклучени во нашето здравје и во нашата грижа за нашето здравје. Така, благодарам Сања. Кога зборуваме за здравје и за болест, да спомнеме нешто и за превенција, односно спречување на настанување на болестите. Да, така е. Еден од важните фактори кои што учествуваат во спречувањето на настанувањето на болестите кои што се предизвикани од таа биолошката страна или околина, во нашиот или во човечкиот организам главна улога има имунитетот. Па така за таа тема ќе зборуваме во следната емисија, бидејќи треба подетално да ја проучиме и објасниме. Да, верувам дека ова е многу интересна и популарна тема баш во ова време. Така што се надевам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите и дека ќе ги мотивираме да не следат и следниот пат, како што кажавме, следниот пат ќе зборуваме за имунитет. Така. Сакаш нешто што малку да додадеш на оваа тема како вовет или тука некаде би застанале? Би можеле да кажеме дека ќе го поделиме имунитетот на два дела. Следната емисија ќе зборуваме за првата и втората одбрана, а во последната за третата одбрана на имунитетот. Ред, Сања, ти благодарам многу за сите овие информации кои што ги сподели со нас. Почитувани гледачи, се надевам дека ви се допадна сето ова што го слушнавте денеска и дека ви е од корист и ве повикуваме да не следете и во следната емисија. До тогаш, до гледање.